Добра вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 609-то издание. А Дансе Макабре веќе 16 години во оваа држава го промовира легитимното право на секој гледач да погледне квалитетен филм, па во рамки на поднасловот на оваа емисија, односно именуван како Макабре Филмфест, селектирам 6 актуелни филмови кои сметам дека го заслужуваат вашето внимание. И ако ова е 37-то издание под оваа едиција Макабре Филмфест, односно филмски фестивал кој може да го организирате во удобноста на вашиот дом со оглед на тоа што овие филмови за кои ќе ви говорам ви се на достапни на непосредна близина, математиката говори дека заклучно со ова издание ќе бидат рецензирани севкупно 222 филма во рамките на Дансе Макабре од моја страна, со тоа што денес ќе започнеме со два жанровски филма, еден за посесивен фан, а другиот за духови кои сакаат да бидат славни. Потоа ќе говорам за две мелодрами во кои ќе биде злоупотребена моќта на едните врз другите од страна на протагонистите, секој на свој начин се разбира, и ќе завршиме со еден документарен филм за еден од најзначајните акциони научно-фантастични хорор филмови и документарец за зачнувањето на работата на еден од најзначајните хард рок бендови во музичката историја. Макабре Филмфест не е тука само за да понуди филм за сечи вкус, туку и можност да излезете од зоната за комфор и да погледнете што гледаат другите, пред се со цел да ги проширите вашите гледачки хоризонти. А оваа емисија ја започнавме со композицијата Human is Overrated, која ја изведуваат Sick and Beautiful, односно станува збор за италијански алтернативен, односно индастријал метал бенд, кој го издадува нивното ново студиско издание Horror Vacui, кое подсетува на добрите стари времиња на White Zombie или подоцна на Rob Zombie. Потоа имавме можност да слушнеме родоначалниците на слач и на гранч звукот, односно ги слушнавме Melvins, со тоа што Кинг Базо и Майк Дилард собрале средношколското друштво и сакале да се навратат на почетоците на Мелвинс, со тоа што издаваат едно EP издание под псевдонимот Мелвинс 1983, издание кое го носи насловот со именом Thunderbell, од кој имавме можност да ја слушнеме композицијата која го отвора King of Rome. А во продолжение ќе слушнеме еден интригантен проект, односно станува збор за една комбинаторика помеѓу black metal, помеѓу прогресивните влијанија, кој ги влече овој норвешки бенд, односно се селиме во Норвешка за да слушнеме звуците кои понираат од бендот In the Woods, еден бенд кој што комбинира чисти вокали, односно клин вокали со екстремни гролови и скримови кои го издадоа нивното ново студиско издание, односно албумот Отра, едно прекрасно и реминесцентно дело од кое ќе имаме можност да слушнеме певливата Let Me Sing, каде што болката на најдобар можен начин ја изразуваат во стих овие одлични ветерани на уникатниот призвук кој мене многу ме подсети со меланхоличните нишки на Green Carnation и една реинкарнација можеби на звукот кој го негува овој исто така скандинавски бенд. Значи агресијата на black metal меѓутоа канализирана во низ меланхолијата и прогресивните делници кои се составен дел од In the Woods. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, бора против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 609 пат. Јас сум Златко Ѓерески, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Во рамките на Дансе Макабре, конкретно во текот на цела календарска година, знаете дека селектирам жанровски филмови кои се во надпреварувачка форма да се најдат на топ 50 листата на најквалитетни хорор остварувања за годината
и таа листа се составува буквално со сите филмови кои ги селектирам за да ги рецензирам во рамките на емисијата, така што досега од прегледаните филмови мислам дека 12 завршија на неа, би требало да се 16 по некаква си математичка основа, со оглед на тоа што веќе една третина од годината е зад нас, меѓутоа преземам вина за таа одговорност со оглед на тоа што оваа година одлучив да гледам по намален број на филмови со оглед на тоа што десетина филмови некаде ми недостасува за да дојдам до цифрите, меѓутоа и со нив и да би ги изгледал сметам дека имаме не баш толку квалитетен старт на годината, но секако дека златниот период се разбира дека е околу октомври, односно околу Хеловин, каде сите кецови во ракавот се чуваат од страна на филмските дистрибутери. Меѓутоа, ова издание на Макабре Филм Фест го започнуваме со филмот Borderline. Borderline е режисерско остварување на Џими Ворден, прв негов долгометражен игран филм во кој што застанува зад камерата, а всушност тој е и сценаристот на Cocaine Bear и The Baby Sitter, односно Killer Queen, продолжението на одличниот слешер. Најдоброто нешто што го има направено е тоа што е сопруг на Самара Вивинг и го има режирано овој филм, се разбира. Во неговата сопруга глуми славна поп-пеачка, која има дечко спортист и живее во една раскошна вила, каде ги поминува незините денови на слава, обземена од празниот живот на богатите, каде ги демне еден обседнат фан и овој настане ситуиран во 90-тите години на минатиот век во Лос Анџелес. Се разбира, инспирацијата за овој филм ја имаат повлечено од скандалот кој што се разви токму во оваа деценија од страна на Мадона и Родман, кои во еден период беа интимни, и маниакалниот демнач кој ја има темна Мадона. Меѓутоа, прашање е клаустрофобичен ентериер, со оглед на тоа што без разлика колку е широка вилата, ако ситуирате еден филм да се снима во еден објект и тоа како ќе се развие клаустрофобија, бидејќи секоја соба станува една посебна стапица во каде се одвива играта на глушецот и мачката, односно на прогонителот и неговите потенцијални жртви. Значи, прашање е домашна инвазија која има можност да фрли светло на прецеплиткиот живот на славната личност од една страна и од друга страна последиците, односно реперкусиите и проблематиката која што се развива за и околу менталната болест. Меѓутоа, не се задлабочува премногу во ниту една од овие две проблематики, за жал, но се пред доволно интригантни за следење на самото действие. Меѓутоа, тука откритие е маниакалниот син на Джек Николсон, односно Реј Николсон, кој го глуми обседнатиот фан со славната личност, кој со себе си понесува свита на нерани мајковци, ајде така да ги условам, посебно девојката стилистка која е жедна за убивање, особено на сите кои ќе изастанат на незиниот пат, каде има една одрично реализирана крвава сцена. Хуморот доаѓа од незавидните ситуации, или како што можете самите да слушнете од најавата, од обседнатоста на самиот фан, па има обид за апсурдни решенија кои што ги доведуваат во прашање пред се свесните одлуки кои ги носат, отколку да е наменска хумореската во овој филм, а во епилогот се раѓа емпатија кон оддалеченоста од разумот на фанот, емпатија кај гледачите се разбира, и на свадбата, меѓутоа и во автомобилската end credit сцена, односно од јавната шпица, без рез, каде гледаме плејада на емоции кои се одигруваат на неговото лице, додека се впишани сите имиња на луѓето кои што работеле на овој филм, така што е одлично наменско решение за прикажување на тој интерен вртлок кој се случува на емоционално рамниште. Секогаш може да биде
употребена самара повеќе од тоа што гледаме на екран, затоа што не е прв пат да заврши во крвава разрешница насреде свадба, си има искуство од тоа. А да не заборавам, Маргот Роби е продуцентка на филмот, па не може по-австралијански да биде ова остварување, со оглед на тоа што и таа е инволвирана во создавањето на ова дело, кое што го работи кинематограферот на The Quarry, односно Майкл Алден Лойд, кој што ги снима овие интериери, и ако не се лажам, монтажата е на човекот кој што го монтираше Ферари и Monkey Man, односно Джо Галдо, и музиката ја работат, извинувам, Мондо Бойс. Дистрибутер на филмот е Мегнет, упростена верзија може условно кажано да го наречеме овој филм од две култни остварувања, какви што се, например, изданието Time Me Up, Time Me Down, реализирано од Алмодовар, од почетоците на неговата кариера со Антонио Бандерас, или па еден германски филм кој многу ми се допаѓа, кој мислам дека оди во екстреми, кој Borderline секако дека не може да ги допреа, тоа е Der Fan. Значи, овие два филма се артистичките пандани кои содржат квалитативи кои мислам дека Borderline не е дораснат да ги досегне, меѓутоа се во исти домени и во исти рамки со оглед на тоа што тематизираат популарни славни личности и проектирање врз истите. Е крвава пред се домашна инвазија во која има колизија на празнотијата на животот на славните со обсесивната психоза на социопатот кој ќе направи се за да биде со својата сакана, меѓутоа по цена на смртта на сите околу него. Во продолжение ќе слушнеме најава за вториот жанровски филм за денес, кој колку може да ја разбере се разбира. Слушаме најавата за Dead Talent Society. Dead Talent Society е режисерско остварување на Џон Хсу, односно станува збор за режисерот на едно значително остварување за азиската кинематографија, односно Detention, кој се појави 2019, ако не се лажам. Меѓутоа, има работено и телевизиски филмови, како што се Wishful Thinking и Real Online. Мислам дека тие се немаат пробиено на западниот свет, меѓутоа исто така има работено и на видео за WoW, односно за World of Warcraft, со тоа што најавено е дека ќе работи на филмот After Dark, се извинувам, кој следи една премиса за смртта на ќерката на една мајка, ќерка која што при тоа ослепува и таа наследна болест, односно процесот на ослепување го доживува и незината мајка, се разбира. Во прашање е тајвански режисер, така што Dead Talent Society е всушност првиот тајвански филм кој го имам рецензирано во Макабре Филмфест. Најчесто акцентот на азиската кинематографија секогаш сме ја ставале и на јапонската, на корејската и тајландската филмска школа, меѓутоа ете и Тајван очигледно дека влегуваат во игра во рамките на жанровскиот филм. Во филмот следиме една перспектива на мртвите духови, кои замислуваат и измислуваат пред се застрашувачки тактики, за да бидат, се разбира, најславните духови во подземјето, односно заплашувајќи ги посетителите на хотели во своевидни урбани легенди кои што се пренесуваат од колено на колено, и ова се нивни портали низ кои што ќе може низ димензиите на загробното и овоземното да продрат, се разбира, преку нивните методи на заплашување. Еден од најформулаичните хорор жанрови ми се хорор филмовите со духови. Константно ги избегнувам да ги промовирам и не би го правил тоа, ама хуморот во овој филм кој се раѓа од задгробниот живот, сметам дека е многу значаен за да биде ставен на пиедестал, кој е третиран на моменти дури како надпреварувачко шоу за стекнување на слава, визави спречување на стадиумот на детеријација во заборав низ кој што треба да помине ново настанатиот дух. Фрла филмот
и коментар за инфлуенсерството денес и популарноста, се разбира, на социјалните мрежи, но исто така и обесхрабрува со тоа што сознаваме дека ќе го работиме тоа што го работиме и после смртта, обидувајќи се да станеме популарни и од другата страна на животот. Меѓутоа, си игра со конвенциите на судирот помеѓу ветерани и новајли во бизнисот, во занаетот, како и ривалитет помеѓу востановени легенди во браншата на заплашување луѓе. Уникатен поглед имаме на задгробниот живот и значењето на екзистенцијата, пред се насреде реинкарнациите во ова условно кажано чистилиште, но уште поинтересен мене ми е пристапот како неприпадниците пред се во овие надприродни сфери помеѓу популарните завршуваат да се надпреваруваат и по смртта, каде мора да преживуваат подсмев од останатите како што тоа се случувало во животот, се разбира додека не се докажат дека се достојни, така што покрај хумор има и една авантуристичка мелодраматична нота, пред се за растењето како дух, особено на еден дух кој што нема голем талент за плашење. Ја функционира како хорор комедија затоа што кога е смешно, кога е крваво. Тоа е добитната равенка за снимање прецен успешна хорор комедија. Има завиден број на визуелни ефекти, имаме брзо темпо монтажата, има крвави убиства, особено наденувањето на протагонистката која што мора да го прави тоа секој ден, нели е сепак повторлив процес што е дел од овој незин брендиран, условно кажано, перформанс. И овој филм играше на многу бројни фестивали, значи го заокружи цел свет, започнувајќи од домашен терен со премиера на Тајпеј, па играше и на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, на престижните Fantastic Fest, Telluride, South by Southwest, на жанровските Split Film Fest, на Fantasy Film Fest, на Night Visions, играше и во Ротердам и Луксембург и беше награден на еден од најзначајните европски жанровски филмски фестивали Sitges и беше награден исто така и на Brooklyn Horror Film Fest. Sony го дистрибуира во киносалите пред да заврши на платформата на Netflix, каде може да го погледнете. Значи, хумористичен е на рамниште на Beetlejuice, меѓутоа си поигрува и со препознатливите тропи на Grudge, Dark Waters и The Ring, односно сето тоа што го знаеме за J и за K хорор. Дури и конкуренцијата во задгробниот живот знае да биде сурова, како и помеѓу живите во Dead Talent Society. Покрај овие филмови можам да ви препорачам и да ги погледнете демонската комедија, односно The Monkey, адаптацијата на делото на Стивен Кинг, потоа еден screen life филм, односно филм чие што действие е на екран, во севкупност, односно филмот Bloat, потоа уште еден фестивалски филм стана достапен, односно филмот Opus, кој што може да го погледнете, кој исто така тангира една славна личност, меѓутоа врзана за култистичко следење на истата. Елрих Кейн, односно мојот американски колега критичар, го режираше неговиот трилер со Shapeshifter, односно The Dead Thing, кој што може да го погледнете, додека сме кај психолошките трилери, секако дека The Rule of Jenny Penn мора да се напомене. Исто така во рамките на хорор жанрот реши Harmony Korine да влезе со неговите експериментални форми, односно исто снимајќи Home Invasion филм Baby Invasion и да ги напоменеме трилерите Rich Flu и The Parenting, односно комедијата. The Parenting, доколку сте заинтересирани за поразлични хорор поджанрови кои што можеби ви се допаднале, а во наредното издание на Макабре Film Fest се надевам дека и ќе најдам неколку други извикани фестивалски филмови кои содржат квалитети за кои што сметам дека вреди да се продискутира во рамниште на жанровскиот филм. Правиме тука една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисија да ќе слушнеме музика која што доаѓа повеќе од металкор, од прогресивни бендови и од хардкор и од треш бендови, односно слушаме Bleed From Within
од бендот кој што доаѓа од Глазгоу, односно свират и издаваат за Nuclear Blast, шкотски металкор бенд кој го издадоа нивното ново моќно студиско издание Zenit, од кој ќе слушнеме композицијата God Complex. Потоа ќе преминеме на еден, условно кажано, death metal проект кој што е од шведската школа, односно издание за Metal Blade, е нивниот нов албумот Necro. Тоа е, ако не се лажам, нивно четврто студиско издание, од кое ќе може да слушнеме композицијата Deceased. Потоа и слушаме ветераните Gamma Bomb со Nunchucks, односно творба која се наоѓа на EP-то Necronomicon Automation, односно ова е северноирски култен бенд, поточно бенд кој што е представник на треш метал правецот. И во продолжение ќе слушаме уште два бенда, односно слушаме Bentos со композицијата From Nothing од истоименото студиско издание, опрашање еден технички, односно екстремен прог метал бенд од Италија, и ќе завршиме овој музички блок со Algion, односно со композицијата Driftwood од нивното моќно студиско издание The Oshuri Lens, односно во прашање е бенд кој што свири американски death metal, условно кажано, со влијание од техничката и од мелодичната сцена, издава за Metal Blade Records, каде се наоѓа и нивното ново студиско издание. Ако не се лажам, ова е нивниот 7-ми студиски албум и тоа е издаден за Metal Blade. Така што ги слушаме за крај на овој блок Algion. И уживајте во музичката селекција која е врзана со композиции од актуелни студиски изданија, и ќе се вратам во да ви говорам за две мелодрами. Во срцевината на Макабре Филмфест, односно на изданието посветено од Дансе Макабре на рецензирање на актуелни филмски остварувања, секогаш наоѓам место да ситуирам две мелодрами кои најчесто се занемарени, односно летаат под сечи радар, дали се тоа фестивалски филмови, дали се тоа блокбастери, односно од големите синџири на филмско проектирање. Без разлика на нивното потекло, сметам дека се филмови кои можеби заслужуваат повеќе внимание од тоа што го добиваат, па првиот од тие филмови кој ќе може да ја слушнете најавата е филмот Sans. Sans е режисерско остварување на Густав Мюллер, односно станува збор за режисерот кој е попознат по тоа што ги има работено ТВ серијата The Dark Harvest, меѓутоа неговото предпоследно актуелно остварување е The Guilty и скандинавската и американската верзија, односно стекна експертиза малтене за филмови со мал број на ликови затворени во една просторија. Меѓутоа, во неговиот нов филм Sans, Ева е чуварка во затвор во кој доаѓа еден млад затвореник кој има причинето многу штета во незиниот живот и ставена е во позиција и во ситуација пред се да има надмоќ врз неговиот престој зад решетки и можност да му се одмазди. Прашањето е дали ќе го направи тоа и колку. Односно, во прашање е етичката и моралната димензија на работната позиција на која што се наоѓа, наспроти потребите за лична одмазда кои во ниту еден случај нема да го вратат за губитокот кој што го има преживеано во незиниот живот, ниту па ќе ја направат да се чувствува подобро со ова дел. Иако Ева ќе направи прв чекор и се реваншира, затвореникот ќе согледа дека таа злоупотребила работна позиција и ќе почне да ја уценува пред се за да ги добие привилегиите кои смета дека му се потребни, односно да ја возврати таа балансираност, односно надмоќ во дадената ситуација, така што ќе биде казнета за
нејзиното одмаздолюбие надвор од легалниот систем, односно со оглед на тоа што таа ќе посегне по механизми за реваншизам, нема тоа да го направи, односно затворен е судскиот процес на кој што таа би можела да реагира и секако казната не смета дека е доволна за тоа, за злоделото кое што го има направено. Не се доволно искористени пред се влоговите на кои што им висат животите на ликовите и епилогот не е на некое ниво на тежината на одлуките кои треба да се донесат пред се и нивните последици кои ги изискуваат, се разбира, но самата интригантна позиционираност на примамливоста на да се владее на туѓиот живот вон рамките на препишаното, сметам дека е една токсична и една опојна нишка која што овој филм на интригантен начин ја разглобува. Сице Барбет Кнудсен и Себастијан Бул одлично се носеа со преодредените улоги кои ги имаат. Од една страна имаме една резигниран лик на човека која ќе се стекне со таа потентна позиција на надвласт, ќе го промени незиниот пристап, и од друга страна имаме еден насилник кој ги покажува своите заби кога ќе свати дека може да манипулира. Музиката ја работи Јон Екстранд, директор на фотографија е Јаспер Спанинг, а монтажер е Расмус Стенсгард Мадсен, кој мислам дека Јаспер и Расмус имаат работено заедно и на The Guilty, меѓутоа и на Queen of Hearts, еден култен модерен скандинавски филм кој што дури беше ремейкуван. Данските филмови кои се сродни на него, секако дека можам да ги напомнам дека се Birthday Girl и The Kiss, а премиерата ова филмско остварување имаше на Берлинале, потоа беше прикажан и на Palm Springs, во Брисел, во Стокхолм и беше награден во Хонг Конг. Нордиски Cineart се дистрибутерите на ова скандинавско филмско остварување, клаустрофобичен, значи филм во кој има последици за сечија злонамерна свирепа примена на насилството. Само во прашање е исправноста на нивната тежина до која секој гледач треба да дојде гледајќи го филмот Санс. А во продолжение ја слушаме најавата за The Critic. The Critic е режисерско остварување на Ананд Такер, односно тој е човекот кој што ги има реализирано претходно Leap Year, потоа беше составен дел од таа фамозна Red Riding трилогија, односно тој го работеше сегментот The Year of Our Lord 1983, потоа негови исто така се филмовите Shop Girl, When Did You Last See Your Father, Hillary and Jackie, Saint X, иако својата кариера ја има започнато во документаристиката, односно работејќи документарни филмови за Anne Rice и за боксери, за некое чудо. Меѓутоа, во неговиот игран долгометражен филм The Critic, Иан Маккелен глуми реномиран лондонски критичар театар, чиј што збор низ годините знаел да направи, меѓутоа уште повеќе и да уништи илјадници кариери на актери кои па и не биле дораснати за неговите стандарди. Настанува промена во списанието за кое што пишува, каде починува шефот и го наследува синот, и не може критичарот да се носи со новите текови, па склучува малтене фаустовски договор со една млада актерка во подем, дека ќе ја награди со фалоспев, но секако дека нема да биде тоа без уцена, односно средството со кое со години се има служено овој критичар. Ретко може да погледнеме филмови за мојата професија, уште помалку да ги рецензирам. Последниот на кој што можам да се присетам, кој говореше за лик на критичар, кој беше доволно самобендисан да уништува нечија кариера, можеме да забележиме пред се во Birdman на Инариту. Меѓутоа,
тука критичарот е во главна улога, не во аудиториумот, каде неговото его и суета секако дека се препрека во неговата работа, но алчноста и превртливоста го водат во овој надолен пат кон пропаста на кој може да посведочиме во делото. Нема скруполи, кога е јаден и загрозен пред се неговиот статус, подготвен е вампирски да ја пие крвта и да гази по живи луѓе по секоја цена, а одличен епилог е неговото протеже, односно кој е одблиску сведочи на неговата ароганција и надменост и пред се самиот пад. Па пред него предстои избор, дали ќе оди со неговите чевли или пред се ги направи, нели, истите животни одлуки како него и истите губитоци ги преживеа, соочувајќи се со истите последици, иако претходно бил планиран, нели, друг крај на овој филм кој бил незадоволителен. Ме радува што се одлучиле на ова реализација преку фокус групите, дека да, ова е начинот на кој што треба да се затвори еден цикличен процес каде само влегуваме во туѓите стапки на тие кои што работеле пред нас на нашата позиција и наше е дали ќе го смениме, ќе го скршиме овој круг на пропаста и своеволието кое што знаат да го предизвикаат луѓе кои ја злоупотребуваат оваа професија, да го хранат своето его, а да не да бидат гласило на вистината. Мекелен е одличен не етички, а морален критичар, а во филмот глумат и Джема Артертон и која знаеме контент си Марк Стронг од Tinker Tailor Soldier Spy. Музиката ја работи Криг Армстронг, кинематографер е Дейвид Хикс, односно тој е човекот кој што го има снимено рок-н-рола на Гај Ричи. Овој пат навлегува длабоко во ова периодично дело и го кадрира театралниот живот, односно животот на театарот во Лондон, а монтажери се Џон Гилберт и Беверли Милс. Премиерата имаше на ТИФ, односно на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, дистрибутери беа Universal, Lionsgate и Greenwich. Секој пишан збор си има своја тежина и последици, а критичарот има должност кон читателот да се бори за вистината и да биде доследен на зададените критериуми. Ако прекрши некој од овие свети правила и подлегне на морална корупција, има цена за плаќање за него. А доколку ве интересираат неколку други интригантни мелодрами, секако дека треба да ви ги препорачам да ја погледнете фестивалските Сулейман Стори и се филмот The Assessment, кои се надам дека во иднина ќе можам да ги рецензирам во мојата друга емисија, односно во видеологија. Потоа, доколку сакате да погледнете забавни остварувања, тука ви се Бенгер и Новокейн, кои се акциони трилери и секако составниот дел на трилогијата која што беше скандинавската трилогија која што имавте можност да ја погледнете и во кинотека во изминатиот период, односно Берлинскиот победник љубов или па неговиот претходник Секс. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ги слушаме најагресивните бендови за денес, односно во продолжение ќе слушаме Death Metal и Black Metal бендови и нивни подвидови. Имено во продолжение слушаме ветераните, повратниците на Death Metal сцената Benediction, односно британскиот Death Metal бенд од Бирмингем, формен до 1989 година, кои се враќаат на самата сцена со нивното ново студиско издание кое гласи Revenge of Empires и од него ќе слушнеме мојата најомилена композиција, односно која е закопана во длабочините на албумот Crawling Over Corpses. Иако јас сум љубител на нивното прво студиско издание Subconscious Terror од 90-та, кое е создадено од вокалот на Napalm Death, после него откако го менуваат и тоа како се менува без барни концепцијата на овој бенд и се помалку и помалку се разликува од баграта на останати death metal бендови. Ремек делос е текстовите на првиот албум и топла препорака е да го преслушате и пречитате Subconscious Terror. Меѓутоа, сепак ова се великани на death metal звукот и има одлични бисери во продолжението на овој албум. По Benediction ги слушаме Dormant Ordeal, односно ги слушаме композицијата Halo of Bones од нивниот албум Tooth and Nail.
во прашање е полски dead metal бенд пред се, кој што имаат и трошка на Black влијание, меѓутоа доминантен е овој dead metal призвукот на петтиот нивен студиски албум кој е издаден за Willowtip Records, едно моќно остварување од нив, и потоа преминуваме на блекерскиот сегмент, односно изслушаме Wrath of Logairus со Keeper of the Spectral Legion, еден воспевање на хаосот, односно воспевање на космичкиот хорор, која композиција која се наоѓа на Crown of Mortis, нивното студиско издание, по кое што овој калифорниски бенд, ако не се лажам, ова е нивното прво издание долгосвирачко на овие маскирани музичари. Потоа ќе слушнеме исто така деби остварувањето на Path of Deliverance, именувано како Ten, односно од овој black metal бенд кој што доаѓа од Франција, ќе може да се увериме за нивниот моќен звук преку композицијата The Calm Before the Storm, и преминуваме тука на моите фаворити Face Yourself, кој издадува уште едно EP издание по трилогијата на EP издание која што има претходно. Овој пат имаат нови остварувања со EP изданието Martyr, од кој Јасмина и нејзиното друштво ја на најдобар можен начин ја пресликуваат нивната брутална агресија во композицијата Primal, и ќе завршиме со уште по-екстремно од тоа што може, односно завршуваме со Power Violence и Grindcore бендот Iron Lung од Сиетл, кој го издадува нивното експлозивно издание Adapting Crawling, од кој ќе слушнеме композицијата, најдолгата композиција која што можев да ја најдам, односно Virus, ја слушаме во продолжение на Danse Macabre, односно најекстремниот музички блок за вечерва, и остануваат уште двата документарни филма да бидат анализирани во рамките на оваа емисија. Уживајте. За самиот крај на емисијата на Macabre Film Fest, односно на Danse Macabre, ги издвојувам документарните филмови, меѓутоа со оглед на тоа што во оваа емисија се слави филмот и музиката, секогаш за крај бирам документарни филмови кои допираат до теми кои се извориште, односно во рамките на филмската и на музичката уметност, со тоа што ќе започнеме со документарниот филм посветен за едно од култните научно-фантастични, односно акциони хорор изданија Aliens, кое гласи Aliens Expanded. Aliens Expanded е режисерско остварување на Иан Нейтон, иако се појавува неколку филмови како актер, има документирано, односно има работено на документарни филмови, од документарни филмови пред се за класичен Холивуд и ноар остварувањата до делата за Спилберг, има и за Дракула документарен филм, и негов предстоен проект кој со нетрпение го чекам во кој се разбира кај ќе се нурне длабински како што тоа го прави во Aliens Expanded, е неговиот нов потфат именуван како The Thing Expanded. Посветен се разбира за култното остварување на Џон Карпентер од 1982 година. Aliens Expanded е филм во кој кога се мисли за темелно, се мисли токму за работата на Нейтон, затоа што тој па создаде документарен филм со времетрајање од 4 сати и 42 минути, од кои ниту една секунда не е излишна, затоа што се потрудил да договори интервјуа со сите актери од филмот, да договори за пред се за процесот, да говорат за создавањето на филмот, како и за техничката екипа која го реализира, ги прави ефектите, го продуцира филмот и се разбира со Джеймс Камерон, кој што на крајот на денот го режира. Нема многу коментари од надворешни извори, односно фокусот е повеќе на луѓето кои што работеле на филмот, не на нивните колеги, така што Talking Head интервјуата се од прва рака, што можеби тоа оддалечување од перспективата и наметнување туѓото мислење можеби недостасува за излезот тој меур, но тоа е артистички избор со кој можеби се губи контекст на делото и се остава на режисерот да го направи тоа, да го гнезди во
филмската историја и контекстуализира. Меѓутоа, секој култен филм заслужува, според мене, ваков пристап, со тоа што, иако може да се подели на поглави, да се направи серијал, како што тоа нели беше случај со одличната документаристика на RoboCop, например, тука се задржува филмскиот формат и се екстензивира, што иако ќе се гледа во домовите, неизлишно е тоа, ќе си паузирате кога милувате, така што нема потреба од сегрегирање по епизоди, си има поглави. Детален продор има во секоја култна сцена со коментари од заслужните пред се за незиното постоење и незиното реализирање. Има снимки од архивата кои се работени со Ридли Скот, со Гигер, со Ден О'Бенон, човекот кој е задолжен за пишувањето на сценариото, има и Бил Пекстон, го имаме на архивските снимки. Со тоа што музиката ја работи Тхема Кабрија, директор на фотографија Кристофер Стретон, кој што исто така има работено на еден многу долг документарен филм In Search of Tomorrow, посветен на носталгијата од 80-тите. Потоа монтажата ја работи Семюел Уей. Креатор Виси стои зад филмот како продукција и доколку сте го погледнале Aliens и сте негов љубител, овој документарен филм е задолжителен за вас за гледање. Дури ако не сте комплетист, ова е лектира на модерната култура која треба секој љубител на филмот да ја прочита, за да осознае како настанал еден од најзначајните акциони SF хорор филмови на сите времиња и да уживате за демистификацијата за снимањето на култните сцени во кои се направени овие значајни исчекори и правење на формулата за како тоа треба да се направи еден успешен научно-фантастичен хорор филм кој ќе ја задоволи широката популација, повеќе успешниот темплейт, успешната база која што е има воспоставено првиот Алиен на Ридли. Тука Джеймс Камерун на сите погони, со сите цилиндри, акциона експлозија воведува во рамките на тоа како се прави едно продолжение кое е достојно на оригиналниот филм. Во продолжение слушаме најавата за Becoming Led Zeppelin. Becoming Led Zeppelin е режисерско стварување на Бернард Макмахон, односно тој претходно има работено 3 епизоди од документаристична серија American Epic, како и реализатор на серијата Арена. Becoming Led Zeppelin е документарен филм со интервјуа со членовите на истоимениот бенд за тоа како пред се имаат запознаено и како започнале да свира заедно, за снимањето на првиот албум и периодот во Англија во кој се пробиваат пред се во рок-н-рол сцената. Во овие 2 часа, за жал, само се опфатени првите 2 години од оформувањето на бендот, и јас би сакал ова да стане традиција и барем секоја година да добиваме по 2 сати од секој албум на Led Zeppelin со истите соговорници, по можности да се зголеми бројот на испрашаници, односно луѓе кои би сведочеле за турбулентните времиња кои подоцна поминувале Led Zeppelin со оглед на тоа што тие се еден од тие бендови кои имаат кариера за која што не само тоа што поседуваат квалитетни изданија, туку имаат и хаотични инциденти на нивните турнеи. Навистина беше печатливо како членовите на бендот кажуваат дека критичарите го мразеле нивниот албум, нели кога се појавува нешто ново на сцената, секако дека првото нешто што треба да се направи со камен да се фрли на него, наместо да се поддржи. Тоа елитистичките критичари го правеле во Британија, ама се ширеле од уста на уста препораките за неговите квалитети, што денес е речиси невозможно да се помисли, а не па да се реализира ова ширење од еден човек на друг, со оглед на тоа што постои тој шум кој не сака да се распространува, за тоа каде сите се гласни и никој никого не сака да го сослуша. Значај се оддава и на константните турнеи кои ги правел бендот, постојаното свирење
и пред се љубовта која што е добиле од страна на радио диџеите кои ги пуштале пред се нивните песни и имале удел во ширењето на каузата на Лед Цепелин. Од архивските снимки ги имаме концертите и на Yardbirds, го имаме и Донован, имаме и бројни музичари кои соработувале со нив, иако говорители пред се двигатели на приказната се членовите на бендот, со архивски снимки на интервјуата на Џон Бонзо Боном што се интригантни да се погледнат. А ако нема амин од членовите на бендот, нема да биде одобрена, например, музиката која се користи за филмот, така што секогаш се сомнителни овие документарци во кои субјектите диктираат во какво светло ќе бидат прифатени, го градат наративот, затоа што има многу нечестиви работи во секој бенд, да не зборуваме за нивните групи, по кои што тие се синоним, или па за Роберт Плант и за кражбите на страна на менаџерите и разните други малверзации кои ќе следуваат во нивната кариера и подемот и падот во неја пред се, така што ова е една страна од приказната и за да биде релевантна треба да има и потврдување на други учесници во сцената за другата страна. Директор на фотографија е Верн Моен, а монтажер е Ден Гилтлин. Во работна верзија овој филм е прикажан на Венецискиот филмски фестивал, со они се неговите дистрибутери. Значаен пред се музички документарен филм за настанувањето на Лед Цепелин, кој треба да го погледне секој љубител на музика за да ги пополни дупките во своето познавање од музичката историја и да има поголема почит за тие што гитарите му покажале како се приклучуваат во засилувачи и направиле композиција која е забранета за свирење во продавници на инструменти. А покрај него можам да ви препорачам да погледнете од Have You Got It Yet, односно The Story of Syd Barrett and Pink Floyd. Потоа, доколку сте љубители на синтесайзери, Ресинатор треба да го погледнете, односно тоа е документарен филм за еден изум кој бил како прото сайзер во својата намена, потоа доку играната верзија 2073, односно тоа е неговата дистописка визија на Асиф Кападија, неговото ново филмско остварување. Имав можност да погледнам и документарниот филм за Peaches, односно Teachers of Peaches, кој што гласи за ова извикана поп-панк дива. Art Attack, The Dissection of Terrifier 3, документарен филм за сега веќе култното трето продолжение на Terrifier, и доколку сте љубители на Hammer Horror, може да се појави едно ново остварување кое се врзува за култното британско филмско студио, меѓутоа може да погледнете и The Life and Death of Christopher Lee, кој што беше значителен удел имаше во развојот на Hammer Horror студиото. А за самиот крај на оваа емисија ќе слушнеме уште еден култен бенд, односно ги слушаме The Mars Volta. Поточно ќе слушнеме композиција од нивното ново студиско издание, кое што гласи Lucro Sucio, Los Ojos del Vacío, односно во слободен превод би било Vulcan Prophet, очите на бескрајноста. Опрашање е 9-тиот студиски албум на овие повратници на музичката сцена, кои, ако не се лажам, 2012 има 10 годишна пауза, која се вратија со истоимениот албум The Mars Volta и продолжија со издание 23-та, мислам дека беше предпоследното нивно студиско издание, меѓутоа Јан Седрик Бикслар, Завала и Омар Родригес Лопес ја нема таа острина која што и луцидност пред се по која што се препознаени, затоа ги слушаме за крајот на емисијата, не ги слушаме на почетокот на емисијата, затоа што во преден план ќе произнесе нивната неопсиходелична, односно сонлива нишка, каде саксофоните доаѓаат до израз, односно ќе слушнеме композициите кои ги извоев од овој албум En Lausanne les Tri Nieblas и
Тијан, се извинувам за изговорот на овие називи доколку нешто сгрешив, меѓутоа тука сте вие слушателите да ме поправите, со тоа што слушаме Марс Волта во едно од нивните последни остварувања сега за сега, со оглед на тоа што се хиперпродуктивни и не би ме изненадило доколку веќе имаат во изработка Седрик и Омар некое си ново нивно остварување. Денес имавме можност да ви говорам за филмовите Borderline, Dead Talent Society, потоа мелодрамите Sans и The Critic и завршивме со документарните Aliens Expanded и Becoming Led Zeppelin. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 609-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои креат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари.